Да си кажеме за криптовалутите во 2026 година. Поголемите прогнози, силните растови и значајните падови, но и се поголемото присуство на државите, банките и институционалните инвеститори. Дали крипто е нова класа на финансиска вредност или се уште доминира шпекулацијата? Колку се оправдани споредбите со тулип манијата од 17 век и каква иднина гледаат централните банки за дигиталните пари? Анализираме денеска со криптоексперт и промотор на инвестирање во дигитални средства. Му велам добре дојде во студиото на Телма на Дарко Симуновски, портфолио менаџер на приватен инвестициски фонд. Симуновски, добре дојдовте. Добре, најдов, благодарам на поканата. Минатата година, точно на оваа дата, ако не се лажам, или тука некаде беше, прогнозиравте дека биткоинот до крајот на 2025-та ќе достигне меѓу 250.000 и 300.000 долари, ако претседателот Трамп го стави во рамки на централните резерви. Во март се случи делумно тоа, но биткоинот и денес е под 100.000, еве денеска 91.000 и нешто тука некаде. Да, само да ве потсетам и да ве поправам дека кажав ако се случи купување од страна на американската влада, може да премине преку 250, доколку не се случи тоа, кажав дека ќе биде од 130 до 145.000. Што значи бев доста близко затоа што стигнавме до 126.000 долари, така да повторно погодив. На крајот на годината, односно на почетокот на годината 91.000, не е 130 ни 140. Кажав за 2025-та, сега сме 2026-та. Да, во меѓувреме претседателот Трамп во март 2025-та потпише извршна наредба за формирање на стратегиски биткоин резерви. Да, потпише, но меѓутоа тие уште не го направија тоа. Сад де факто и де јуре се уште не почнале со купување на биткоини за националните резерви. Така да затоа не можевме да достигнеме повисока цена, но како што кажав и лани дека ако не се случи тоа, кажав дека ќе биде над 130.000, така да бев многу добар во погодувањето, 126.000 долари. На што се дължи сегашната цена од 91.000? Последно беше инвеститорите буквално се исплашија новите најави на Трамп за овие нови тарифи што ги најави во врска со Гренланд, затоа што САД смета дека е стратешко место каде што треба да направат аквизиција на островот Гренланд. Тие го сакаат Гренланд од повеќе причини. Прво, затоа што има таму ретки минерали, што моментално во светот Кина е убедливо прво место. И втора работа, појачување на синџирот на набавка, затоа што моментално повторно Кина е водечка сила во синџирот на набавка и со тек на време како ќе се топи мразот на северниот пол, тоа значи дека ќе се отвори една нова рута на северот каде што ќе може да донесе и големи придобивки за америчката економија. И тие се две главни причини зашто Трамп сака да го купи Гренланд. Но еве гледаме отпор од Европа и поради тоа Трамп се закани со тарифи. Само што се закани со тарифи, берзите веќе фјучерите се во минус. Најверојатно денес после отварањето на америчката берза во 3,5 на наше време, најверојатно ќе бидат во минус. Веќе криптото е во минус, затоа што криптото е пазар каде што се тргува 24/7 без престан. Добро, колку денешната цена на биткоинот е резултат на реални фундаментални фактори, а колку на пазарна психологија и очекување? Така, криптото е доста се уште е многу мал пазар, се уште е во почетоците на зародиш каде што треба да има институционална адаптација. Таа институционална адаптација веќе почна да се случува за биткоин, особено во последниве 2 години. И сметам дека сепак криптото е се уште волатилно. Биткоин е помалку волатилен, но меѓутоа другите криптовалути се драстично многу поволатилни ако споредуваме со традиционалните берзи. Дури има параметри дека се 8:1 на волатилност на берзата, така се доста волатилни, како и технолошките акции исто така. Мислам дека ќе видиме денес и доста волатилност во технолошките акции. Зошто и натаму биткоинот и другите криптовалути не може да се наметнат да се потврдат како своевидно дигитално злато, туку и натаму се високоризичен шпекулативен инструмент? Криптовалутите, како што кажав, како што ќе иде со тек на време посериозна адаптација на нивната технологија. Еве гледаме сега напори. Не знам дали знаете дека веќе во Америка њујоршката берза ќе оди на он-чейн, односно на блокчейн, ќе оди дел од њујоршката берза и ќе може доста акции да се тргуваат постојано 24/7 во форма на токени, односно тоа што го пишува во мојата книга уште пред скоро 4 години. Не, туку едноставно тоа се вика процес на токенизирање, односно одредена акција да биде презентирана како одреден токен на блокчейн.
што значи ќе биде реплика на самата акција и продолжеток на традиционалните финанси на блокчейн. И тоа ќе го видиме со засилено темпо во наредните години и како веќе видовме дека одредени банки како JP Morgan веќе одамна имаат обврзници на блокчейн, на Ethereum и за други исто така блокчейн мрежи има најава и Solana исто така. Така да со тек на време како ќе има тука адаптација, повеќе корисност, ќе има повеќе купување на тие криптовалути што имаат свој блокчейн со паметни договори и со тоа со тек на време за неколку години ќе се намали волатилноста на тие топ криптовалути што презентираат одредена блокчейн технологија. Ако нема некој нов Гренланд, тогаш и нови цари. Ако нема нов Гренланд, се разбира тоа. Берзите никогаш не сакаат несигурност, така да традиционално берзите сакаат сигурно и мирни води за да можат да имат. А подолг период живееме во несигурни времиња. И Да, нема така најави е. дека нешто ќе се смени. Па најверојатно еве сега со овите новите најави за тарифи, најверојатно можеби да го видиме истото сценарио од лани, затоа што лани видовме скоро дури до 20% корекција на берзите, а кај криптото дури до 30% корекција. Така да ако продолжа ова вака, ако нема некој договор, мислам дека може повторно да се случи истото сценарио од лани. Каде денес гледате поголема долгорочна вредност кога зборувате за криптото како трговија на иднината, во биткоинот, во етериумот или во некои други криптовалути и токенизирани дигитални средства? Така, јас многу пати и кај вас во емисија имам спомнато дека биткоин мора да се дистанцира од другите криптовалути, затоа што биткоин презентира дигитално злато и неговите 5 елементи што го прават уникатен, но меѓутоа мислам дека и во наредните години веќе одредени блокчейн мрежи како Ethereum и Solana ќе земат доста институционална адаптација и со тоа ќе се покаже на нивната цена. Али што се однесува за другите илјадници криптовалути, се уште во голем дел нивната иднина ќе биде неизвестна затоа што се уште нема таму посериозни пари, инфло од институции каде што можат да дадат една стабилност. Се уште е тоа, како да кажам, граѓански средства, да кажам, што викаат на амерички retail assets, се уште другите криптовалути зависат од физички лица, од индивидуално, кој како вложува. Која криптовалута освен биткоинот е денес на глобално ниво најтргувана и на што се базира тој обем на тргување? На реална употреба? Да. Иако сме дискутирали и во ова студио и не сме можеле да ја видиме реалната употреба ниту на биткоинот денес, на институционалниот интерес или на чистата шпекулација, односно очекувањата на инвеститорот дека сепак има некој следен што ќе купи. Биткоин далеку тоа, биткоин е, како што многу пати кажав, е многу посебно средство, има посебни карактеристики што се уникатни и криптовалутите, јас тоа и во книгата одамна пред 3 години напишав, тие се посебна класа на финансиски средства. Како што беа технолошките акции пред 25-6 години на самиот зародиш на почетокот, тогаш се смета за доста шпекулативни, но меѓутоа еве денес гледаме дека тие се водечки во сите индустрии и во пазарите со најголема маркет капитализација. Така и криптото, одредени крипто блокчейн мрежи што презентираат како што Ethereum. Ethereum има веќе силна адаптација и таа ќе продолжи. Веќе има тоа што ги викаат одредени фирми како treasury companies што веќе ги купуваат Ethereum и ги чуваат, а тоа веќе гледаме полека се случува и во Solana. Така да моментално од денешна перспектива мислам дека Ethereum и Solana имаат најдобар перспектива моментално денес од тоа што е на пейзажот на криптоиндустријата. Еден од најголемите инвеститори на денешницата, Ворен Бафет, вели дека биткоин е отров за старци на квадрат и дека криптовалутите немаат никаква реална вредност бидејќи не произведуваат ништо. Како вие, како голем поборник на трговијата со криптовалути, одговарате на оваа теза? Мене Ворен Бафет ми е еден од омилените трейдери во историјата на пазарите и еден од омилените менаџери, фонд менаџери, што сум прочитал доста книги и сум се огледувал на него, но меѓутоа исто така мора да разбереме дека Ворен Бафет има преку 90 години и тие работи и сваќања што тој ги знае и ги разбира, што се однесува за технологиите и криптовалутите, тие не се совпаѓаат со неговиот наратив. Да ве потсетам дека Ворен Бафет пропушти доста технолошки компании како Microsoft, како Apple и тој дури неколку пати кажа дека жали за таквите пропусти што ги направил. Така да сметам дека и ова исто така е негов пропуст што Беркшир Хатуеј не го сватило посериозно и да влезе барем во биткоин како најсигурно финансиско средство во криптоиндустријата. Добро, не е само Ворен Бафет, има и други критичари кои се помлади од помладата генерација. Ако веќе
алудирате на тоа дека Ворен Бафет како 90 годишен човек не може да ја разбере новата технологија. Ќе ви спомнам само двајца, еве Питер Шиф и Майкл Бери, кои велат дека криптовалутите се класичен финансиски меур и ја споредуваат ова биткоин манија сега со тулип манијата од 17-тиот век. Само ќе дадам мало објаснување за гледачите кои не следат за што станува збор кога се вели тулип манија. Се случила во Холандија во 17-тиот век, поточно во 1630 година. Лалињата во тоа време биле нов редок и престижен цвет во Холандија. Луѓето почнале да ги купуваат не поради убавината и вредноста, туку со надеж дека ќе ги препродаваат поскапо, па цените во еден момент експлодирале и едно лукче од лале, значи нерасцветано лале, вредело колку цела една куќа во тогашен Амстердам. И се тргувало и тогаш во тоа време, значи во 1630 година, со договори за идни луковици, како сега идните, нели како фьючерсите сега. И одеднаш во 1637 што се случило, тоа траело 10-15 години и одеднаш купувачите исчезнале, цените паднале за неколку денови и многу луѓе банкротирале, имало многу упропастени човечки судбини кои ги продавале своите имоти, куќи за да инвестираат во луковици со лалиња. Па сега Майкл Бери и некои други инвеститори велат дека ова што е сега со последниве години, последниве 2 деценија и пол со биткоинот и останатите криптовалути е еднакво на тулип манијата од 17-тиот век. Апсолутно таа тврдење е погрешно што се однесува за Майкл Бери. Не, дури полошо велат, се извинувам што ве прекинувам, бидејќи лалето како такво има употребна вредност, односно може да служи на крајот, ако остане без можност да се тргува понатаму и да се оплоди со пари, да се стави во вазна и да го украсува домот. Биткоинот нема никаква употребна вредност. Има, напротив, Майкл Бери одамна изгуби кредибилноста затоа што тој покрај неговиот успех во 2008, во 2007 кога ја најави големата светска криза и исто така како фонд менаџер познат и по филмот Big Short, тогаш шорташе за америчката берза и тогаш погоди, од тогаш тој само најавува падови, но никако не погоди. Од тогаш до денес има 18 години, веќе 18 години, така да неговиот кредибилитет е на многу ниско ниво. Инаку што се однесува за таа споредба со тулип манијата е многу иронична и смешна и апсолутно не држи вода, затоа што ако зборуваме за биткоин конкретно, биткоин реши една голема проблематика реши, а тоа е во кога се случува на банкар, кога некому праќа пари, се случува трансакција. И таа трансакција е фактички во леџерот на банката се покажува дека јас сум ти пратил тебе пари, кај мене на салдото се минусира, ако ти пратам тебе, кај тебе се става плюс. Но меѓутоа тука има само трансакција, но нема порамнување. Биткоин го реши тој проблем што кога се праќа еден биткоин или делче од биткоин фрагмент, се случува и трансакција и порамнување. И тоа е навистина револуционерно. Тоа што направи биткоин е ако споредувам историски, тоа е исто како измислување на тркалото или огнот. Така да во финансиска смисла на зборот биткоин сосема држи вода затоа што е тој сепак состав на 5 елементи на енергетика, на енергија, на технологија и економија, имот и математика, што е многу јасно регулирана и ќе постојат само 21 милиони биткоин, а моментално се приближуваме скоро на 20 милиони биткоини, што значи уште имаме уште 1 милион биткоини што ќе бидат изменирани, излезени на пазарот во наредните скоро 100 години. Но и натаму тргувањето со криптовалути се базира на верувањето дека секогаш ќе има следен купувач. Така се нарекува тоа. Тоа може би за други... И помалку упатените од вас, еве, не можат се уште да ја согледаат реалната економска вредност на криптовалутите, туку со нив се инвестира само на нив се гледа само како прераспределба на пари меѓу луѓето, меѓу оние што продаваат и оние што купуваат од друга страна. Не можете да кажете дека конкретно за биткоин дека е на таква паралела затоа што како што кажав поради овие 5 елементи биткоин е посебно финансиско средство, ниту едно друго финансиско средство ги нема тие карактеристики и верувајте. Која е реалната употребна вредност на еден биткоин? Може ли тоа наједноставно со едноставни зборови да го објасните? Реалната употреба е тоа што значи секој има имот во својот џеп. Тоа е исто како да поседувате сметка на швајцарска банка, што е ексклузивно само за вас. Тоа ексклузитет го дава биткоин. Меѓутоа зад фиат валутите стои централната банка на одредена држава. Да. Зад златото може да се искористи, има употребна вредност. Како може да се искористи биткоинот освен како измислена финансиска вредност? Фиат валутите се служат за размена.
И тоа е во ред. И затоа се издаваат од централните банки преку издавање на обврзници. Се принтаа нови пари, народски кажано. Што се однесува кај биткоин, тоа е финансиско средство за зачувување на богатството. Тоа е нешто исто како злато, како сребро, како што тие метали имаат одредена вредност, затоа што тие не се со бескрајна залиха. Затоа имаат таа вредност. Ако има тие бескрајна залиха, ќе нема никаква вредност. Истото се случува и кај биткоин во дигитална форма. Може да се преработат и да се употребат во друга намена. Да, но меѓутоа не можете да направите не можете да направите трансакција на злато и на сребро. Тоа е исто проблематика. Не можете вие неколку кила на злато да ги носите преку граница, а биткоин можете да носите милиарди евра во джеп. И таа ексклузивност што ја дава биткоин. Исто така трансакциите се далеку поевтини него ако некој праќа од една во друга држава, па да чекаме порамнување неколку дена, па трансакции многу ќе ни земат, така да тој проблем одамна го реши биткоин. Се трудат и други криптовалути, но меѓутоа другите криптовалути функционираат како што имам и претходно кажано на некој начин како акциите, како одредени фирми, зависи каква вредност создава, но најголемиот дел од криптовалутите што постојат се чисто шпекулативни. И поради тоа доста луѓето ги помешуваат тие работи и се појавува една нејаснотија. Се тргува со хартија од вредност, се анализира состојбата во фирмата, колку таа фирма работи со профит, каква е, значи се анализира многу параметри на фирмата и се купува или се продава одредена акција. Исто и кај овие криптовалути што презентираат кај блокчейн мрежите, кај тие се профитабилни и тој профит се споделува со тие што го држат таа одредена криптовалута. Пример кај Ethereum добивате отприлика 3,5% staking awards, што би значило каматна стапка. Кај Solana е отприлика 5%. И од тие трансакции што се случуваат во самите блокчейн мрежи, тие се де факто многу профитабилни. И таа профитабилност се споделува на тој начин што даваат на тие што ги чуваат тие криптовалути, даваат каматна стапка. Добро, велите дека една од најголемите предности на биткоинот е таа децентрализација во тргувањето, односно можноста за брз трансфер на пари без траги. Секако. Има траги. Меѓутоа, се повеќе држави во светот воведуваат регулатива и го легализираат тргувањето со криптовалути. И во Македонија е во некоја фаза законот кој никако да види бел ден. Дали е тоа предност или слабост? Дали откако ќе биде легализирано и ставено во законска рамка тргувањето со криптовалути ќе го обремени на некој начин криптопазарот, со оглед на тоа што велите вие дека тоа е најголема предност на секако дека е најголема предност, тоа го гледавме од почетокот на војната во Украина, видовме и знаеме де факто и де јуре многу држави што беа блокирани од SWIFT системот како Русија, тие продаваа своји енергенси во биткоини. Тоа го прави Иран, тоа го правеа Венецуела и многу други држави и веќе има доста држави што веќе почнаа лека по лека да си майнираат и да си чуваат за своји национални резерви, затоа што биткоинот не може никој да го запре, таа е убавината. А фиат валутите ве гледаме, можеме со една обична санкција, да кажеме, од посилниот во случајот во Америка да блокира цела економија и да не може да се направи никаква трансакција на добра во таа држава. А биткоин таа граница е преминува, нема граници за него. Тоа е убавината. Не говорите поспецифично, дали регулацијата на пазарите и во Македонија и генерално на глобално ниво ќе биде дополнителен ветар во грб на тргувањето или ќе биде ограничување со оглед на тоа што една од предностите сега велите е таа децентрализација? Ќе биде еден ветер во грб, точно така, затоа што тогаш ќе има уште поголема сигурност за институциите, но меѓутоа понатака и за фирмите и за граѓаните да можат со поголема самодоверба да го купуваат и да го чуваат биткоинот и така да мислам со тек на време како што се повеќе се шири таа адаптација, тоа прифаќање светско на биткоин, сметам дека цената ќе оди нагоре и ќе лека по лека ќе се стабилизира и ќе дојде во еден параметар како што е денес златото, гледаме доста е стабилно. Јас за златото уназад години, веќе 5-6 години зборувам и кажувам дека златото ќе руши рекорди, така да мислам дека биткоин секако ќе проложи со тоа, со рушење на рекорди и ќе проложи со таа светска адаптација, апсолутно. Дали строгата регулатива како онаа во Европската Унија повеќе ги штити инвеститорите или ја гуши иновацијата и го одвраќа на некој начин капиталот? ЕУ одамна направи една робусна имплементација на закони преку МИКА. Тие се посебно регулаторно тело за криптовалутите и за криптоиндустријата. Направија доста добри регулации, но меѓутоа има еден голем проблем во ЕУ, тоа е прво бирократија и второ високите даноци. Не можете да очекувате да имате нови фирми, да имате проток на пари, кога имате толку високи даноци и кога толку многу е лоша бирократијата во споредба со Америка. Ако ги гледаме пример сега, топ 100
компании, топ 10 компании или топ 100 компании во Европа, ние не можеме да најдеме ниту една фирма што е во последните 20 години. За разлика од другата страна на океанот, во Америка гледаме дека тие што биле до пред 25 години нови фирми и што биле важеле тогаш како шпекулативни акции, сега моментално се лидери и се нарекуваат Magnificent Seven. Така да таа е разликата, затоа што мора да има што помалку бирократија и што пониски даноци за да може било која иновација, технологија и нормално финансиите да премничат и да го дадат тој аутпут во економијата. Ако најголемата предност на криптовалутите е тоа што се надвор од официјалниот банкарски финансиски систем, дали фактот што се повеќе банки и финансиски институции нудат и крипто услуги значи дека крипто станува дел од мејнстрим финансискиот систем и повторно носи некакви ограничувања? Нема да има никакви ограничувања. Банките, тоа што го спомнавте, само ќе дадат уште еднаш ветер во грб за криптоиндустријата и ќе дојде многу полесно за тргување, купување и чување на криптовалути за граѓаните, за фирмите и за институциите, така да мислам дека тоа може само да биде позитивно и како што имам кажано одамна дека банките треба да бидат во симбиоза со криптоиндустријата, затоа што може да им помогна многу во начинот на работа. Еве го гледаме, ако се вратиме назад во Америка, го донесоа Genius Act, тоа значи дека тие stablecoin, стабилни валути што ги викаат во криптоиндустријана, што го копираат доларот, цената на доларот и презентираат долар, сега веќе законски се долари. И банките токму за тоа веќе сега можат и сосема легитимно и легално да ги тргуваат како такви, како стабилни валути, односно криптотокени што презентираат долари. И тоа ќе го гледаме и во други централни банки каде што и држави каде што ќе го донесат ќе донесат таа регулација и банките се повеќе ќе ги користат. И исто така леџерот, односно блокчейн на одредени мрежи ќе биде користен за чување на финансиски средства, врзници и акции на банките. Кои големи светски инвестициски фондови денес имаат изложеност кон криптовалутите и дали е тоа долгорочна стратегија или тактика или игра? За биткоин конкретно сите најголеми, еве да ги набројам од еве сега и дури JP Morgan најавува ETF, свој ETF, BlackRock, Fidelity, буквално сите најголеми институции во САД веќе 2 години се многу навлезени во биткоин, имаат своји резерви, исто ги нудат како ETF продукт на берзите, што значи де факто кога некој купува ETF преку берза, де факто од другата страна тој што го издал тој ETF мора да купа биткоин да го чува. Добро, со оглед тоа што најголемите имиња како што велите се влезени внатре, што би значело под хипотетички поставено прашање, поради одредена нестабилност геополитичка или одредена причина, масовно повлекување на институционалните инвеститори од криптопазарот? Нема да има, ова е само почеток, нова парадигма, се минува парадигмата, затоа што сега имаме роботизација, вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција и роботите не можат да користат фиат валути во ова форма, но меѓутоа можат да го користат биткоин за трансакции. Тоа ќе биде допрва една економија што треба да ја откриваме сите и да ја следиме. И криптоиндустријата како таква сметам дека би била 12-тиот сектор на берзата. Моментално берзата има главни 11 сектори, криптоиндустријата ќе биде 12-тиот сектор. Така да тоа ќе биде инкорпорирано во традиционалните финанси и ќе биде се подостапно за сите во светот. Добро, анализиравте Европската унија односот кон криптовалутите, конкретно за Европската централна банка која и натаму е многу скептична кон биткоинот, во исто време развива дигитално евро. Така. Дали тоа значи дека технологијата е прифатена, но приватните криптовалути се непожелни и ќе бидат исклучени на долг рок? Приватните криптовалути, како Monero и другите, веќе се исклучени. Не, како биткоин? Не, биткоин не е приватна криптовалута. Не се знае кој е основач, не се знае кој е. Тоа не е битно, битно секоја трансакција од постојањето се гледа и може да се прати. И секаква сомнителна трансакција може лесно да се дојде да се види кој е тој што го користи преку GPS, преку API адреса. Така да биткоин е сосема транспарентен, сите криптовалути се транспарентни, освен една класа на криптовалути, платежни криптовалути, тоа во книгата го објаснувам, се викаат приватни криптовалути, како што е Monero, Zcash, тие веќе се тргнати од берзи и секаде каде што има регулација, тие не се пожелни и не се тргуваат. Зато тие се де факто приватни. А овие другите се сите 100% транспарентни. Потранспарентни од било што и од моментално и од банкарскиот систем, од било што. Добро, ако утре, да речеме, под предпоставка Федералните резерви на САД и Европската централна банка воведат целосно функционални дигитални валути, како евро и долар, дали тоа значи дека ќе биде победа на идејата за крипто или доказ дека оригиналната визија победила? Дали тоа ќе биде крајот на почетокот на крајот на биткоинот?
Воведувањето на дигиталното евро и долар. Воведување на дигиталното евро, тоа што го прави Европа, само е тргање од ова реалност, наместо да ги следат чекорите на САД, тоа што го направија со Genius Act, фактички ние имаме дигитален долар во форма на криптодолар. И тоа е поентата, затоа што тие сакаат да може тој долар да биде доставен на секаде во светот. Сега секој на секому може да прати долар било каде без никаква рестрикција. За разлика еврото нема ликвидност, ликвидноста паѓа затоа што тие ќе прават CBDC. CBDC значи дигитална валута на Централна банка. Тоа значи дека сите нашата сметка и на приватни фирми и на физички лица ќе биде врзана со Централната банка, што значи тоа е еден затворен леџер и каде што далеку од оваа регулација што веќе направи САД со Genius Act, навистина гениален закон, и така да САД и понатака ќе биде понапред во иновации и доларот ќе има многу поголема транзитна вредност, трансакциона вредност и ќе се користи далеку повеќе за разлика од еврото, каде што ќе биде само во еден затворен круг во Европска унија. Не добив унија. конкретен одговор. Дали кога ќе прво функционира дигиталното евро и дигиталниот долар во форма како што денес се тргува со криптовалутите, тоа ќе биде крајот на биткоинот и на останатите Не, криптовалути? тоа е позитивно затоа што сега моментално тоа што се случи со тој закон дигитален долар ние де факто и де јуре имаме. И поради тоа е ветер во грб за криптовалутите и за биткоин. Тоа значи дека тие ги прифаќаат тие технологии. Затоа што има една изрека, ако не можете да го победите, придружете се. Може ли криптото да остане долгорочно стабилно без поддршка од Федералните резерви и од Европската централна банка? Не може да биде стабилно се додека нема голем прилив на пари на средства. А големите пари и прилив на средства ги имаат институциите и државите, а не физичките лица. Зошто тогаш голем број држави се уште и натаму гледаат со скепса на крипто? Па моментално што останаа со скепса се само неколку што може на прсти да се избројат. 30 на држави немаат регулации, меѓу тие држави се Македонија. Да, можете да проверите на интернет. Поголем е бројот и многу сериозни држави се уште со голема скепса гледаат. Од 200 држави во светот, само 30 немаат регулации и еден од тие држави е Македонија. Во тие 30. Кога зборуваме дека нема регулација, не значи дека има и поддршка. Голем број држави се уште не инвестираат во криптовалути, односно националните резерви не ги чуваат, не инвестираат. Точно така. Зошто? Ако е толку сигурно и известно. Затоа што за се треба време, Да се потсетиме кај беше биткоин пред 5 години, беше смешка, беше исмејаван, падна на $15,000. Сите мислеа дека ќе биде крај. Не може тоа да се повтори? Не може да се повтори сега, не може да се повтори затоа што веќе имаме институции што веќе навлегле во биткоин. За биткоин тоа не може да се повлече. Инаку дека ќе има корекција и ќе се случи корекција, да, но меѓутоа далеку од тоа што се случуваше порано. Сега веќе имаме институции што очуваат. Мораме да завршуваме. Вие во меѓувреме станавте собственик на инвестициски фонд. Вашите клиенти сега ги насочувате кон трговија со крипто или кон трговија со хартија од вредност? Ние сме друштво за управување со приватни инвестициски фондови и ние сме многу уникатни во Limitless Fund Management затоа што им нудиме на нашите инвеститори во Limitless Global Fund да можат да имаат изложеност на недвижности, на хартија од вредност и приватни фирми. Тоа нема никаква конекција и поврзаност со криптото. Немаме ништо од крипто. Добро, за да ве држам за збор за следното гостување, прогноза на вредноста на биткоинот како водечка криптовалута, па може и етериумот како главна во Европа, втора за цената на овие две валути до крајот на годината. Во теков на ова година очекувам дека биткоин може да биде преку $150,000, а за етериум околу $5,000, но меѓутоа исто така од друга страна очекувам голема волатилност на одредени несигурни работи како што се сега тарифите, така да може да се случи и корекција, доста поголема корекција, можеби од 20%, но меѓутоа во теков на ова 2026 ќе биде доста волатилна и за берзите, и за криптото, ќе има голема волатилност, ќе има и падови, но ќе има и нови рекорди. Значи многу по-конзервативно и песимистички од минатата година прогноза. Апсолутно, затоа што сепак да се потсетиме 2023, 2024, 2025 година беше бул маркет, како што кажав лани, знаете, да кажав дека од 2025 ќе се срушат рекорди на сите берзи, тоа се случи и на берзите и на биткоин. За оваа година ќе има повторно нови рекорди и на берзите на биткоин, но меѓутоа ќе биде доста волатилно, ќе има и падови пред да има некои нови рекорди. Симеонски, благодарам многу за учеството во денешното издање. Беше мило.